Добре, дојде време кога, мислам, доста од политика во Македонија, време е за работа и за резултати. И затоа сакам да најавам неколку големи активности од делот на реформата на јавната администрација. Министерството за информатичко општество и администрација започнува со спроведување на хоризонтална функционална анализа. И сега што значи ова? Ова значи дека конечно во Македонија ќе оведеме ред во хаосот. На овој процес му претходеше мапирање на постојните институции во земјата, а на почетокот на оваа година, со поддршка на UNDP, беше спроведена анализа на правната рамка со која ќе се регулираат институциите од јавниот сектор. Направивме мапирање на сите институции и групирање по статус, по вид, по линии на договорност и други релевантни информации. Дополнително беше спроведена и хоризонтална функционална анализа на инспекцијските служби. Целта беше да се оцени нивната поставеност во системот на државното уредување, нивната меѓусебна поврзаност, внатрешна организација, систематизација на работни места, интерни работни односи, располагање и користење на опрема и средства. Нешто што за сега не било направено никогаш. Овие две анализи ни ја даваат основата за концептот на нивната реорганизација. Сега имаме јасна слика и треба да знаеме како треба да изгледа администрацијата во иднина, за да може нормално подобро да им служи на граѓаните. Придобивките од хоризонталната функционална анализа се повеќе кратни и се следните. Ке се воспостават рамки за институционална организација. Ке се адресира проблемот со препоклопувањето на надлежностите на институциите. Ке се реши проблемот со институциите од еден човек или со мал број на луѓе. Ке имаме јасни критериуми за тоа кои институции од кого може да бидат основани, која институција пред кого одговара и за тоа ќе има јасна законска рамка. Целта е институциите да се групираат по области на действување и да се дефинира нивниот профил. Министерствата ќе се профилираат како креатори на политики, ќе има агенции за спроведување на тие политики и инспекцијски служби кои ќе контролираат имплементацијата на законите. Сето ова е за да се поедностави работата. На подолг рок, ова ќе значи и ревизија на законот за организација на органите на државната управа. Можеме да очекуваме дека во текот на спроведувањето на оваа реорганизација ќе се појави потреба од укинување на институции, намалувањето на бројот на управни одбори, односно намалувањето на трошоците за администрацијата. Крајната цел да се подобри работата, а граѓаните да добиват многу подобри услуги од страна на администрацијата. Со оваа реформа, владата исто така одговара и на препораките на Европската комисија, Сигма и многу други наши меѓународни партнери. Изготвен е акцијски план со конкретна временска рамка и чекори кои што треба да ги превземе владата и релевантните институции со цел да се реализира оваа реорганизација, да се одреди нивниот модел и да се пристапи кон целосна нивна имплементација. Во следниот период ќе следат и одлуки на владата со кои што во неколку фази ќе се спроведува оваа реорганизација. Нашата цел е, како што веќе неколку пати кажавме, никој да не го загуби работното место. Сепак, правиме анализа со која што ќе детектираме што е она што е вишок во институциите и, како што веќе кажавме, ќе го понудиме под одредени услови на приватниот сектор. Вчера излезе податок дека меѓу 200 и 250 граѓани вработените рамкове се надвор државата за плата. Немаме такви конкретни информации, мислам дека се е во рамките на шпекулациите, да околу 200 граѓани од оние кои што беа веќе распределени со распределбата што направивме на вработените од рамковниот договор, не ги потпишаа договорите за распределба. Од кои причини не знам, но за нив веќе важат одредбите од законот како и за сите, тие се на трансфер листа во одреден временски рок, ако не најдат соодветен ангажман, нивниот договор ќе биде прекинат. Која ќе биде критериум националноста на тие што Се додека не постигнеме правична стапеност во институциите.